Приказните на мама Ана. Приказните на мама Ана се приказни за добра ноќ. Нивната намена е да действуваат приспивно и да им помагаат на децата побрзо и полесно да заспиваат. Важно предупредување. Не пуштајте ги приказните додека сте во возило, затоа што можат приспивно да влијаат и врз возачот. Зази и ѕвездата со опашка. Време е за спиење, но прво читање. Што ќе читаме сега? Ке читаме една интересна приказна. Зази и ѕвездата со опашка. Слушаш, Зази? Ова е приказна за тебе. Секоја вечер пред спиење, Зази застануваше покрај прозорецот и ги гледаше ѕвездите. Таму некаде меѓу нив, далеку беше неговиот дом. Планетата Заз. Неговите роднини и другарчиња, зазулчињата. На Зази му недостигаа Заз и неговите најмили, но од друга страна му беше убаво и овде, на земјата, со Биби. Но тој ги гледаше ѕвездите и од друга причина. Не само затоа што му недостигаше Заз, а сега ќе дознаете и зошто. Јуху, јуху, јуху! Викаше ѕвездата со опашката додека пролетуваше по ноќното небо. Некој ќе речеше дека таа се вика комета, но за Зази таа беше ѕвезда со опашка. Ајде, Зази, побрзај, немаме цела ноќ. Му довикна ѕвездата и се приближи најмногу што можеше до покривот на куќата. А Зази скокна, се фати за нејзината опашка и полета. Зази се смести подобро на ѕвездата, па сега личеше како да вози некакво ѕвездено возило. Јуреа ни вселената и се кикотеа. Да одиме да видиме што прави месечината? Праша ѕвездата со опашка, а Зази се согласи. А месечината? Месечината се разбира беше отмена дама, која многу се вознемируваше кога некој јуреше околу неа. Полека, палавковци! Смирете се! Не може една месечина ни да поужива во тишината. Ајде, седнете и раскажете ми каде сте тргнале. Зази сакаше да седне на месечината, но ձвездата со опашка одмавна со главата. Таа едноставно не умееше да седи. Немаме време, Зази, му рече. Да полетаме уште малку и назад, оти морам да одам. Зази беше малку разочаран, но немаше избор. И мафна на месечината и таа му намигна и продолжија да летаат. Хоп, хоп, хоп! Ձвездата подскокнуваше додека летаа. Тоа беше нивната игра. Ձвездата да подскокнува, а Зази да се обидува да ја скроти. Правеше и неколку салта, а потоа се смируваше и нежно се лискаше низ вселената. Вообичаено, одеа да свртат кругче околу месечината, но ги посетуваа и другите планети. Меркур беше палав и сакаше да си игра. Венера пак секогаш беше мила и им нудеше топла супа. Да се загреат пред да продолжат понатаму со нивното патување. Марс честопати беше нерасположен за муабет, па го избегнуваа. Сатурн умееше да раскажува интересни приказни. Јупитер беше стар и мудар и даваше совети, но знаеше да постави и по некое незгодно прашање. Уран и Нептун пак беа тивки и замислени. Тие беа филозофии. Тоа значи дека постојано размислуваа за важни прашања за кои се уште никој немаше одговор. Да, на Зази секогаш му се приспиваше кога ќе стигнеа кај нив. Па така и оваа ноќ, Зази почна да дреме на патот меѓу Уран и Нептун и ձвездата го покри со својата опашка за да не му студи, а потоа се упати назад. Назад кон земјата, назад кон едно мало со шарени кукички кои сите ние многу добро го знаеме.
и назад кон една единствена куќа во него, куќата на Биби. Кога звездата стигна до прозорецот на Биби, го фати нежно Зази со низината опашка, се истегна и го спушти полека во креветчето, во кое Биби си спиеше и сонуваше некои сосема поинакви соништа. Чао, Зази, му шепна звездата со опашка. Утре вечер, во исто време, на исто место. Немој да доцниш. Го рече тоа, ја повлече опашката и јурна нагоре кон Вселената, кон бескрајното неистражено пространство. Спијат. Колку се сладки. Добра ноќ, Зази. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ.